Почитувана јавност, цели 11 години ВМРО-ДПМН го уништуваше земјоделството. Субвенциите ги исплаќаше селективно и пред избор. Даваше државно земјиште на лажни земјоделци и партиски членови и функционери и го погази достоинството, но и трудот на земјоделците. Денес, како опозиција, ВМРО-ДПМН шири лажни вести и манипулира со земјоделците. За разлика од ВМРО-ДПМН, СДСМ 3 години го унапредуваше земјоделството и ги намалуваше трошоците за производство, за да може повеќе пари да завршуваат назад директно кај земјоделците. И градинарите овде во Струмичкиот регион ги почувствуваа бенефитите од земјоделските мерки на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Се олеснија условите и аплицирањето за субвенциите. Се намалија административните процедури, поголем е бројот на земјоделци корисници на финансиска поддршка. Зголемени и исплатени се дополнителни субвенции по килограм градинарски производи. 2 денари дополнителна субвенција за лубеница, 7 денари дополнителна субвенција за домат, 3 денари дополнителна субвенција за зелка. Зголемена е субвенцијата за 6000 денари и за развојните производители со површина од 1 до 5 хектари. Во мандатот 2020 до 2024 продолжува поддршката за одржливо и конкурентно земјоделско производство. 50 милиони евра за модернизација на македонското земјоделство. Навремена исплата на директната поддршка. 30% во рок од 30 дена по аплицирањето и 70% според календарот на исплата. Окрупнување на земјоделското земјиште за поголеми инвестиции во земјоделието. Поддршка до 10.000 евра за развој на микро, мали предпријатија во рурални средини. Инвестиции во откупно-дистрибутивни центри. Враќање на старите водостопански заедници и поттикнување на органското производство. Со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, македонското земјоделство е на прав пат. Секако дека можеме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам.